Уставните измени нема да не бидат гаранција за сигурен пат кон Европската Унија ако утре Бугарија повторно реши да не оценува. Доколку пак на маса биде ставено некој идентитетско или национално прашање, процесот на евроинтеграција застанува, порача премиерот Димитар Ковачевски. На брифингот со медиумите говореше колку е важно да бидат итно изгласани уставните измени, иако и самиот порача дека тие нема да не бидат гаранција за сигурна интеграција во ЕУ. Во момент доколку се постави прашањето на македонски јазик и идентитет, владата е обврзана на излез од процесот. Не е оваа влада било која влада, таму има брана ставено. Сега јас не сакам да навлегувам во претпоставени сценарија, кои што се тестирани хипотези, сите хипотези се тестирани. Ковачевски не ни размислува да го прифати барањето на лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски за одложено важење на уставните измени, во моменти кога многумина се сомневаат дека ќе има уцени за пратеници на опозицијата. Ковачевски вели ке се разговарало со нив да гласаат за уставните измени. Решението е да се разговара со представници во собранието да се отвори дискусија, бидејќи пратениците се тие кои ги носат одлуките, и низ разговор, низ дебата, да се убедат пратениците дека иднината на оваа држава е во Европската Унија и дека за прв пат како ретко во историјата, стратешкиот интерес на нашата држава е еднаков на стратешкиот интерес на нашите партнери од Европската Унија и САД. Вице-премиерот за европски прашања пак на еден начин потврдува дека тие гарантирале дека до ноември ќе бидат изгласани измените на уставот, иако за тоа нема консензус меѓу сите политички чинители. Ние имаме утврдено дека скринингот завршува во ноември и до тогаш треба да се завршат уставните измени во идеална ситуација. Не е целта наредната меѓувладина конференција да биде за 3 години. Ако не успееме, значи не сме успеале и ќе останеме во таа точка, во која што ќе го завршиме скринингот и нема да можеме да продолжиме. ВМРО ДПМН порачаа дека немаат намера да учествуваат во договорањето на Ковачевски, Османи и Груби, велат имаат јасни позиции, од кои не се поместуваат. Според опозицијата, ова за власта е борба за функции и за преживување и одбегнување на кривично гонење.